Најновата еволуција на третата генерација на Панда, која е практично непроменета од дебито во 2011 година, е фокусиран на додавање технички и безбедносни карактеристики. Интересно е што неодамнешното зголемување на побарувачката на клиентите го поттикна италијанскиот производител да го зголеми производството на Панда за приближно 20%. На представувањето наречена е најбезбедната Панда досега, но во реалност таа доби основен ADAS пакет за да ги задоволи безбедносните прописи на Европската Унија. Стандардната опрема вклучува напреден систем за сопирање за итни случаи, помош за задржување лента, детекција на дремли возач и препознавање на сообраќајните знаци. На нив им се придружува автоматското долго светло, задни сензори за паркирање и вкупно 6 воздушни перничиња. Внатрешноста на Панда е надградена со нова 7-инчна дигитална инструмент табла која има 3 различни графички режими и го прикажува новиот ADAS во акција. Ова е комбинирано со 7-инчен инфозабавен екран на допир, бела табла на контролната табла и малку редизајниран волан. Седиштата имаат тапацир од логото Пандина на подпирачите на седиштата и жолти двојни шевови. Надворешноста го прифаќа авантуристичкиот изглед на Fiat Panda City Cross со неколку уникатни допири. Капаците на ретровизорите се обоени во жолта боја, а на капаците на тркалата е присутно симпатичното лице на Панда. Името Пандина, што е прекар добиено од деминутивната форма на Панда, може да се најде на задните стакла и на страничните лајсни. Покрај постоечката палета на бои, специјалното издание е достапно и во Positano Yellow, што може да се комбинира со црн покрив. Пандина и понатаму ќе ја задвижува трицилиндерскиот мотор од 1 литар засилен со благ хибрид од 70 коњи кои се пренесуваат на предните тркала преку 6-степен мануелен менувач.